Сега, кога тагата ни стана како наметка, која си ја облекуваме секој утро со отворање на очите. Време е да сториме нешто за да се чувствуваме подобро. Да ги изчистиме црнилата од душата за да го направиме светот подобро место за сите. Знам дека во моментов ви се чини дека тоа не е можно. Ама сепак, послушајте, ќе ви помогне. Напишете во коментар какви промени би сакале да видите. Да започнеме. Пронајдете тивко и мирно место. Сместете се удобно во седачка или лежачка позиција, како ви е вам пријатно. Најдете начин никој ништо да не ве вознемирува. Исклучете се. Одете на место на кое можете смирено и длабоко да се опуштите. Кога сте сместени и подготвени, дозволете им на очите да се затворат. Дишете неколку пати длабоко и бавно издишувајте, дозволувајќи на умот и на телото да се опуштат. Започнете така што ќе си ја признаете тагата што ја чувствувате. Дозволете си целосно да ги препознаете и да ги прифатите емоциите кои ги чувствувате. Важно е да си имаме на ум дека тагата е природна реакција при загуба и дека е во ред и многу е нормално така да се чувствувате. Тагата е цената што ја плаќаме за можноста да сакаме. Тие си одат рака под рака. Продолжувајќи со длабокото дишење, замислете си нежна, топла светлина, како ве обвиткува од сите страни. Гледајте на оваа светлина како на меко и утешно присуство кое ве прегрнува со својата смирувачка енергија. Сега, вниманието насочете го кон дишењето. Со секое вдишување, замислете како ја повлекувате во себе таа лекувачка енергија и сила. Замислете оваа енергија како ви протекува низ телото, венесувајќи пријатност и утеха на срцето и другите делови погодени од тагата. Со секое издишување, замислете си како ја отпуштате секоја тензија, тага или негативни емоции. Замислете ги како ви го напуштаат телото како темни облаци или голема тежина. Се распрснуваат низ воздухот и само пуштете ги да си заминат. Кога ќе ви се појават спомени и мисли поврзани со вашата тага, само наблюдувајте ги, без никакво осудување. Дозволете си да ја почувствувате било која емоција која ќе исплива на површината. Обидете се да не се задржувате на нив. Наместо тоа замислете како овие мисли и емоции се претвораат во чиста љубов и утеха за емоциите кои ги чувствувате. А сите тие потекнуваат од љубовта. Насочите го вниманието на физичките чувства внатре во вас. Подигањето и спуштањето на градите со секое вдишување и издишување, чувствувајќи ја површината на столицата и креветот на кој се наоѓате и топлината во вашето срце. Повикајте некој убаво сеќавање со личноста која сте ја изгубила. Дозволете си целосно да ги почувствувате љубовта, радоста и благодарноста поврзани со тој спомен и прегрнете ги позитивните емоции кои доаѓаат со споменот. Ви благодарам. Одвојте неколку мига да размислите за тоа колку многу благослови оваа личност донесе во вашиот живот. Размислете како таа личност ве формирала вас, вашите вредности и вашите врски со другите. Благодарноста
и утехата нека бидат во сознанието дека некој толку посебен не може никогаш да биде заборавен. И се додека живее вашето сеќавање, тие секогаш ќе бидат со вас. Ви благодарам. Тагата е како тунел. Постои само еден пат, а тоа е да продолжиш да одиш напред. И секогаш постои светло на крајот на тунелот, дури и кога не можете да го видите добро. Времето лечи. И загубата станува полесна со време. И наскоро ќе се навраќате на убавите спомени, дури некој од нив ќе ви измамат насмевка или смеа. Немојте да бидете строги кон себе. Ви треба само време. А секогаш ќе има тешки времења. Запомнете, и ова ќе помине. Поврзете се со внатрешната сила. Ја имате. Силни сте многу и ќе поминете низ оваа глава од вашиот живот исто така. Чувајте ги убавите спомени во срцето и дозволете им да ви донесат насмевка и чувство на благодарност. И како постепено се враќате со свеста и вниманието на околината во која се наоѓате, полека и само кога сте спремни, отворете си ги очите. Бидете стрпливи со себе и дајте си утеха. Ќе стигнете до крајот на тунелот. Треба само некое време.